Како да бидете здрави и да уживате во секој момент. Програмот 28 дена наменета за оние кои сакаат да стекнат нови навики. Време е за вистински промени кои започнуваат пред се со добро джвакање на храната. 32 пати пред да голтнете за добра дигестија во организмот. Зошто денес, а не утре? Шеќерот и солта се тие што им стварат најмногу проблеми, што ни врзуваат и масно ткиво и сето она што нездраво го јадеме со текот на годините, кој што се таложи и останува во нас. Сега, ако сакаме да направиме детоксикација и чистење на организмот, затоа е направено првите 28 дена, пожелно е 3 циклусот по 28 дена, навистина да го прочистиме организмот, потоа ние може да си направиме наш начин и искрена да користиме и сол и шеќер и сите останати намирници, но добро е и потребно е да го отстраниме оној вишок сол што имаме, да го регулираме инсулинот, бидејќи навистина премногу клиенти имаме кои што имале диабетис 2, кои што делумно им помогнал и сега оние таблети што ги користеле стек на време ги тргнале, само со храната се придржаваат и супер се осеќат и немаат никаков проблем со инсулинот. Некој губи килограми, некој пак губи во обем? Па диетата повеќе е базирана на протеинска храна, така што ние задржуваме мускулна маса и тоа не е главната цел да задржиме мускулна маса, а да топиме масти. И сега масти е многу помалку тежат од мускулот. И сега и некој генетски што има појака мускулатура, нормално е да задржи може или помалку килажа да намали, но да намали многу повеќе на обем. Така да битно ни е и обем и килажа, но оно и здравствен бенефит ни е најмногу битен од се. Така секој тело е различно, секој организам различно делува, но битно ни е да се луѓето задоволни, бидејќи како што кажав и после тоа животот не застанува кога ќе завршиме со диета, туку продолжува и мора да имаме некој начин на живот, така да ова е добар патокос како да продолжиме понатаму. Обично кога се изгубат килограмите, многу брзо се враќаат истите, па и многу повеќе тоа. Што се случува после оној првичниот процес од 28 дена? Па затоа ние препорачуваме 3 циклусот по 28 дена, бидејќи тогаш и самите клетки ги менјаваме во организмот и веќе ние самиот организам го учиме на подруг начин на живот, на исхрана, сето тоа и ретко некој се вратил на стариот начин на исхрана. И кога ќе го видиш сето оној бенефит што го имаме од оваа диетата, мислам дека веќе се имаш некој свој начин на живот и само продолжуваме помотивирани, похрабри, кога гледаме дека подобро се чувствуваме, полесно се чувствуваме, така да немаме јојо ефект. Ние во самата диета имаме препорачани како понатаму да продолжиме. Значи ова се нови цели скрипти изработивме навистина на едно високо професионално ниво, како што доликува мора да ги пратиме оние светски трендови, така да не треба воопшто да се плашат за што потоа, само треба да се придржават кон она што е пропишано. Започнува есенски период, односно веќе не доаѓа зимата. Како да го држиме телото во на посакувана форма? Јас во повеќе наврати имам кажано, за нас нема пролет, лето, есен, зима. Значи ние живееме константно, значи нашите секојдневија мора да ги исполниме и да имаме еден начин на живот секојдневно. Значи не треба да гледаме дали е за есен, дали за лето, дали да се спремаме за на плажа, па дали зимо доаѓале слави, па сега требало да јадиме. Никој не става со сила ни во уста, никој не интересува со сила ни да јадиме. Се е тоа во нашата глава, во нашата психика, колку сакаме самите себе да си го поштуваме нашето тело и да вложиме во нашето тело. И кога разговарам со разни клиенти за диетата баш, на сите му кажам, има ли нешто повредно да вложиш од самиот себе? Да инвестираш во самиот себе. Џабе ти можеш да бидеш и најбогат човек на светот, ако здравието пред се е нарушено или она све друго што имаш натаму не ти вреди ништо. Така да нема поголема инвестиција од мене да инвестираме во самите себе. Сега не значи дека треба сите да бидеме билдери или сите да позетуваме теретана или било што, но било како спорт, здрава исхрана, прекрасна земја имаме, прекрасно овоше, прекрасен зеленчук, имаме толку многу намирници и денес овие продавници што ги имаме за здрава храна, имаме толку може да правиме и благи специјалитети кои што навистина со многу малку масти, калории или јаглени хидрати. Месото, рибата, зеленчукот и многу вода се одлични сојузници на вашето здравје. Примарната цел на овој детокс е намалување на телесните масти, тежината, прилагодувањето на телото и контрола на квалитетот на живот.